Од неодамна во просториите на Сдруженијето на пензионери во Тетово започна да работи амбуланта во која сите заинтересирани пензионери, но и други лица може да ги извршат потребните прегледи. Ехо прегледите ги врши доктор Павле Спасиновски, специјалист радиолог, субспецијалист за гинеколошка и мама радиодиагностика. Дополнително достапни се испитувања на шеќер во крвта, крвен притисок и остеопороза. Со оглед на состојба во нашава држава и пандемијата, каде пензионерите потешко доаѓаат до прегледи, а највише се засегнати. Тоа ни беше повод за да отвориме амбуланта, за каде за сите прегледи, сите пензионери не плаќаат ништо. Мојата работа е волонтерска. И моментално работното време ни е вторник и петок од 10 до 14 сатот. Доколку сум присутен тука, може и други денови да вршиме прегледи. Да напоменам, сем еходиагностиката што ја правиме, со отварањето на оваа амбуланта ние вршиме преглед, испитување на шеќер во крвта. Вршиме преглед на крвен притисок и вршиме преглед на остеопороза. Со ова сакам да апелирам и да напоменам дека прегледите за остеопороза ќе ги вршиме во среда на 23 март со почеток од 9 сатот и сите пензионери и не пензионери кои има потреба за вакви прегледи може да се пријават кај нас во Сдруженијето на пензионери и да бидат прегледани со минимална партиципација од 200 денари. Поради возраста, пензионерите треба повеќе да се грижат за сопственото здравје, особено во време на пандемија. Најголема потреба од здравствени прегледи имале пензионерите. Зашто? Затоа што нивната возраст налага повеќе грижа за нивното здравје. Со оглед на ситуација од пандемијата, многу беа отежнати условите да дојдат до доктор за нивните потреби. Со тоа ние излегуваме во пресред да не чекаат, уствари и да помогнеме финансиски да не плаќаат трошкови што се. После ние кои ќе диагностицираме ги упатуваме на која специјалност треба. Доктор Спасиновски со апел до пензионерите редовно да се јавуваат на лекар за контролни прегледи. Посебно да апелирам до сите пензионери за да си го зачуваат своето здравје, да си ги вршат редовните прегледи. Со тоа чуваат и своето здравје и здравјето индиректно на својата фамилија. Затоа апелирам уште еднаш кога можат да си дојдат на преглед и да си го проверат своето здравје.